Нова административна зграда, реконструкција и адаптација на постојаниот терминал на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Со средства од концесијата која ја плати на државата, операторот на двата аеродроми ТАФ Македонија, за прв пат целосно ќе се реконструира терминалната зграда на аеродромот, откако е изграден. За оваа потреба ќе се одвојат 2,7 милиони евра, а ќе се обезбедат подобри услови за патниците и привлекување повеќе патници од аеродромот. Реконструкцијата треба да се заврши до март 2026 година. Предвидена е нова административна зграда со површина од 250 метри квадратни, нов канцелариски простор површина 120 метри квадратни, понатака помошни простори 130 метри квадратни, нов наменски простор за обезбедување на аеродромската зграда 40 метри квадратни, целосна реконструкција и адаптација на постојната терминална зграда на површина од 2000 метри квадратни, на двете нивоа, целосно нов сообраќајен режим на постојниот паркинг. Намерата на владата е да продолжува да вложува во крупни инвестиции кои ќе ја движат економијата и ќе го зголемат бруто домашниот производ. Грижата не на влада за своите граѓани се гледа во капацитетите кои ќе ги изгради и ресурсите кои ќе ги стави на располагање. Се на се ова се крупни инвестиции и зафати за објекти кои се од суштинско значење за нашата држава. Посветено продолжуваме да решаваме проблеми, да создаваме додадена вредност и да се бориме за подобар живот на граѓаните. Планот на Министерството за транспорт е Охридскиот аеродром да биде подобар од аеродромите во регионот кои се со ист капацитет. Од 27 март Turkish Airlines ке стартува со редовни линии за Истанбул, што Охрид ке го впише на мапата на светски дестинации, што досега не било можно од аеродромот до изборот на новата влада немал целосно статус на меѓународен аеродром. За жал, Охридскиот аеродром немаше статус на целосно меѓународен аеродром, што многу го ограничуваше бројот на летови кои што може да доаѓаат. Дефинитивно во летната сезона ќе има зголемување, има доста чартери, но јас очекувам и зголемување на бројот на линии во текот на целата сезона. Наша цел е Охридскиот аеродром да е подобар од аеродромите во регионот кои што се со слична големина, тоа е аеродромот во Ниш, тоа е аеродромот во Кожани и ќе продолжиме да се надпреваруваме во таа насока. Она што е едно од клучните прашања за развој на туризмот и економијата во Охридскиот регион е подобрување на инфраструктурата. Од владата засилена работат на изградбата на автопатот Кичево-Охрид, кој треба да биде готов до крајот на следната година, а првите 40 километри да бидат пуштени во употреба до стартот на летната сезона. Проектот кој моментално го имаат во Министерството е неопходно да претрпи законски измени поради објекти кои се наоѓаат на трасата и не можат да бидат експроприирани, и измените треба да поминат на владина седница. Со изградбата на Кичево Охрид и завршувањето на делот од Тетово до Гостивар, како и изградбата на автопатот од Кичево до Покојчани, од Охрид до Скопје, ќе се патува за час и половина.